Благодарам, председателке, почитувани пратеници, колеги, почитуван заменик министар, почитувана македонска јавност, медиуми. Како пратеничка група поднесуваме комисијски амандман во раздел 04001 Влада на Република Северна Македонија во програма 1 по подпрограма 16 подршка за печатење и дистрибуција на печатени медиуми и ставката 425 договорни услуги се додава нова подпрограма 17 фонд за подршка на настраданите во пожарот во Кочани и болницата во Кочани во износ од 1 милиарда и 20 милиони денари, нова категорија 46 субвенции и трансфери во износ од 1 милиарда и 20 милиони денари и ставка 464 разни трансфери во износ од 1 милиарда и 20 милиони денари во втората подколона од колоната расходи на основен буџет 2025 година. Со овој амандман се предлага да се обезбедат средства во износ од 1 милиарда и 20 милиони денари за финансиска подршка на повредените и семејствата на починатите лица во несреќата од дискотеката во Кочани, како и обезбедување на средства за реновирање и набавка на неопходна медицинска опрема за општата болница во Кочани. Во март ни се случи најголемата трагедија во историјата на државата, каде што загинаа 62 млади животи, а 200 лица се повредени, од кои најголем дел со трајни инвалидитети. Државата, односно владата, во изминатиот период не инвестираше доволно, ке речам многу малку, во справувањето со последиците од ова несреќа. Најголем дел од донациите кои што беа дадени за семејствата на настраданите и на починатите се донации од граѓани, донации од општествено одговорни компании и тоа преку Црвениот крст и преку Сапорт Кочани. Од тие причини го предлагаме овој амандман, на сведоци сме секојдневно на излегувањето низ улиците на Кочани, на семејствата на загинатите, сведоци сме секојдневно на барањето на помош и подршка на настраданите, на повредените од оваа трагедија, од овој пожар, и од тие причини сметаме дека овој амандман навистина ќе помогне и во справувањето со проблемите во болницата, до обезбедување на средства за реновирање, за обезбедување на медицински материјал, меѓутоа и во оној дел што значи подршка и помош на семејствата и на повредените од пожарот во Кочани. Затоа, колеги пратеници, апелираме да овој амандман се поддржи од сите нас и заедно да испратиме порака дека и ние како парламент сме подготвени за да помогнеме на настраданите во Кочани и на нивните семејства. Благодарам.